Почитувани млади луѓе, почитуван градоначалник на општина Куманово Максим Димитриевски, председателки на Совет и советници, почитуван директор и заменик директор на Агенцијата за млади и спорт Мојсовски, почитувани представници од Центарот за интеркултурен диалог Исаки и Крстевски, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Ми представува голема чест и задоволство што денеска токму во мултикултурно Куманово се отвара првиот младински центар во нашата држава. Со овој настан ја потврдуваме нашата цврста определба за вложување во младинската инфраструктура и за зајакнување на учеството на младите во процесите на креирање на младински политики и донесување одлуки. Со отварањето на овие центри, пред се сакаме да обезбедиме соодветен и безбеден простор каде ќе се спроведува системска поддршка на личниот развој на младите луѓе. Ова ќе го постигнеме преку неформално образование, менторство, информирање, неформално искуствено учење кое се случува во слободното време, низ учество во забавни и волонтерски активности кои ќе им бидат достапни на сите млади од општината. Едновремено, овој проект представува и широк инклузивен процес со кој сакаме да креираме простор за младите и нивниот глас, кој ќе допре до институциите и ќе се преточи во конкретна мерка, активност и реформа која ќе ја унапреди положбата на младиот човек во Република Северна Македонија. Сакаме континуирано да ги напредуваме и вредностите и со примената на младинската работа да го поттикнуваме волонтерството и младинскиот активизам. Конечната цел ни е да креираме поволен амбиент за сите, во кој заедно, на иста маса, младите и институциите носат одлуки од корист на младиот човек. Општина Куманово е позната како символ на шареноликоста и пријател на младите луѓе и со отварање на овој младински центар само го потврдува тоа. Со неговото отварање, како и со формирањето на локалните младински совети, гарантирани од буџет за млади, не постои можност градоначалникот, советот и локалната власт воопшто да не ги слушнат младите и да не креираат политики и активности токму по нивна мерка. Согласно Законот за младинско учество и младински политики, младинските центри треба да постојат во секоја општина и секоја општина е должна да обезбеди услови за функционирање на најмалку еден младински центар на нивна територија, што подразбира и минимум средство за непречено функционирање. Ги охрабрувам младите да продолжат да бидат гласни, упорни и храбро да учествуваат во политиките кои се однесуваат на нив, бидејќи тие знаат што е најдобро за нив, најповеќе од сите. Упатувам апел и до секоја општина да биде пријател на младите и да обезбеди простор за нив, бидејќи градењето на нивните капацитети и визија е клучот на нашата иднина. Голема благодарност и до општина Куманово и овдешните младински организации, кои се наш силен партнер во градењето на општество по мерка на младите луѓе. Благодарам.